Непредвидливоста во економијата за време на корона кризата е она што најмногу му пречи на бизнисот, велат од Германската стопанска комора. Мерките на владата треба да продолжат за компаниите да може да застанат на нозе, да ги задржат работните места и да продолжат да вложуваат во иден развој, бараат странските инвеститори. За сега нема информации колку би се штетите на германските компании присутни во земјава и за колку го намалиле бројот на работници. Состојбата кај германските инвеститори во државата е различна. Но она што можам да го кажам, дека се уште тие размислуваат за нови вработувања, се уште тие размислуваат да ги прошират своите инвестиции. Но како што првично споменав, треба пандемијата и кризата со корона да биде предвидлива. Се додека ќе знаеме како таа ќе се одвива, ќе може и да се направи една проценка во однос на зголемувањето на капацитетите и инвестициите. Странските инвеститори се пожалија дека владата се уште не донела одлука да ги намали царинските стапки и тарифите кои се неколкократно повисоки од оние во Европската унија. Тие веќе 2 години бараат државата да им излезе во пресред, за сега без успех. Министерот за економија Бектеши вели дека се уште се чека Министерството за финансии да даде позитивно мислење. Нашиот закон за царини и тарифи не е усогласен целосно со царинските стапки на Европската Унија. Секако дека ние ги разгледуваме сите можни опции како Министерство за економија. Веќе речиси за секое барање подготвувавме економска оправданост за да се донесе таква одлука, а секако процедурите кажуваат дека треба да се добие и позитивно мислење од страна на Министерството за финансии. Од Германската стопанска комора велат дека трговската размена меѓу двете земји, која достигна 4,4 милиарди евра во време на корона кризата годинава, доживува огромен пат. И покрај тоа што компаниите не знаат уште колку долго ќе работат во ограничени услови, добивале позитивни сигнали од германските компании за интензивирање на соработката.